После многу перипетии, акционерите на Тесла ја одобрија огромната исплата на Илон Маск за постигнатите резултати во работењето во висина од дури 56 милиарди долари. Во тоа не ги спречи ниту одлуката на судот во Далавер, кој наложи на компанијата да го повлече предвидениот пакет. Согласно комплицираниот американски правен систем, ништо не е дефинитивно, но сепак ова јасно кажува дека акционерите на производителот на електрични возила имаат целосна доверба во првиот човек на компанијата и веруваат дека неговите резултати заслужуваат толку енормна исплата. Финалниот збор сепак ќе го имаат судските инстанци, но за приказната да биде комплетна треба да се каже дека Илон Маск од Тесла прима само законски пропишана минимална плата, која неа ни подигнува. Искрено не му ни треба. Што мисли финансиската јавност за неговата енормна исплата најдобро илустрира податокот дека после објавувањето на одлуката на собранието на акционерите, акциите на Тесла веднаш пораснаа.